Добар ден, 15 часот и 30 минути започнува Фолк Естрада. Нашето мото е слушате македонска музика. Токму затоа ние афирмираме истата и затоа останете на Сител Тројка за да чуете убава македонска песна и да слушнете убав квалитетен муабет. Наши денешни гости Јордан Митев, Анита Арсовска и момче од групата Милениум. Останете со нас. Препливам води, назад ке се вратам пак. Во градите едра, разплувам запад. Обнови високи, сам ке изодам. Ако сгрешам, нека изгорам. Сам ке изодам, ако сгрешам, нека изгорам. Еј, ридови, сини мориња, сам ке морам да ме пробијам. Еј, кораби, назад сгрешам, нека изгорам. Еј, ридови, сини мориња, сам ке морам да ме пробијам. Еј, кораби, назад повете, ако сгрешам, нека изгорам. Ако сгрешам, нека изгорам.
život dava, utro može ne. Čukaj srce, čukaj vo mene. Čukaj, čukaj srce, čukaj vo mene. Sedur čukaš srce vo nas, gdje se žive. Čukaj, čukaj srce i ne zapiraj. Daj nam se koji život večer ni ne umiraj. Ako srce moje jednač zastaneš, nema život, nema vrakjanje. Samo čukaj srce, ti voze kodo. Vidi zdravo, vidi veselo. Čukaj, čukaj srce, čukaj vo mene. Sedur čukaš srce vo nas, gdje se žive. Čukaj, čukaj srce i ne zapiraj. Daj nam se koji život večer ni ne umiraj. Čukaj vo mene, Sedur čukaš srce vo nas, gdje se žive. Čukaj, čukaj srce i ne zapiraj. Daj nam se koji život večer ni ne umiraj. Igraj, igraj srce, igraj vo mene. Sedur igraš srce vo nas, gdje se žive. Igraj, igraj srce i ne zapiraj. Daj nam se koji život večer ni ne umiraj. Čeka me, sada dojde den od nije da se sememe. I dojden mi ogreja, radost donese. Srca naši denez nije ke krunisane. Side neka peja, side neka igrat, neka se opijat. Vakva sada nikoj dosega ne pravil, neka ja zabatat. Slava, jedna žvaka prava, Marija Snežana.
станат, да ни свират дури гости не се изморат. Сите нека пеат, сите нека играт, нека се опијат. Ваква свадба никој до сега не правил, нека ја забатат. Еднаш вака славам, еднаш вака правам, пари ја снежам. Сега само дајте, тугнете, ајде, еднаш јас живеам. Нека се опијат, ваква свадба никој до сега не правил, нека ја запамтат. Еднаш вака славам, еднаш вака правам, пари ја снежавам. Сега само дајте, дупнете, ајде, еднаш јас живеам, еднаш јас живеам. Како што веќе знаете, во Фолк естрада започнуваме со убава македонска песна, а потоа и со убав квалитетен муабет. Добре дојдовте во Фолк естрада. Добро ве најдовме, добар ден и поздрав до сите гледачи. Добар ден, добро ве најдовме. Поздрав до сите гледачи на Фолк естрада. Благодарам. Добар ден, поздрав до вас и до гледачите. Благодарам. Најпрво, секогаш почнуваме со дамата, момци да не ми се налутите, дамата која што сега ни се врати од Канада, некако овој период е познат во вашиот свет за турнеи, за патувања. Како поминавте во Канада и ова беше прв пат, мислам, дека во Да, Канада за да прв заминете. пат, да, значи ли одамна од прилика 3 недели се вратив од една и полмесечна турнеја во Канада, заедно со оркестар Алтернатор од Битола, со мојата колешка Тања Јовановска и на 3 од концертите со нас беше Мухарем Сербезовски, легендарната балканска звезда, нели на сите нас добро позната. Прекрасно си поминав во организација со најдобрите менаџери од Канада, Сонја и Срџан Мирич, еден огромен поздрав до нив. Мислам дека ќе ја следат емисијава. Прекрасно си поминав едно навистина позитивно искуство, исполнето со нови пријателства, прекрасно дружење, 6 концерти, преполни сали. Тоа е доволно за вистински успех на еден естраден уметник. Браво, Да. одлично. Да. Дали, затоа што секогаш споменувате од турниите, ние навистина имаме таму пријатели, скупуваме нови пријателства. Како тие пријателства се стекнуваат таму? Дали навистина сето тоа што го зборувате сите пејачи, дека нашите таму едва чекаат да стаса некоја македонска звезда, да се дружат со низа и навистина стекнувате пријателства? Токму така, нашинците таму со душа не чекаат да дојдеме на тие концерти. Значи, овие концерти беа по повод новогодишните и божитните празници. Навистина прекрасно си поминав, запознав многу луѓе, прекрасни семејства, фамилии кои што не почестија нели да бидеме нивни гости. Навистина прекрасно си поминав. Позитивно искуство, навистина ова ќе ми биде едно, не знам, убаво, прекрасно искуство и навистина се уште не можам впечатлоците да си ги... Добар почеток. Да, добар почеток, да. Добар Супер, почеток на супер, годината. се надеваме дека така ќе заврши. Ако по утрото се познава нели денот, значи добар почеток на годината, се надевам дека цела година ќе биде така убава и позитивна. Супер. Јордан, и вие заминавте на турнеја, меѓутоа јас секогаш ве најавувам така пејачот кој што повеќе е надвор отколку во нашата родна Македонија. Секогаш сте прифатен надвор од границите, секако и во границите на нашата република, меѓутоа надвор сте исто така преубаво прифатен. Каде бевте вие на турнеја? Да, за Нова година јас гостував во Италија. Тоа беше кратко патување од не цела недела. Настапив на 31 и
1 јануари и веднаш после дочекот на Нова година се вратив овде во Македонија и сите празници ги поминав така ширум државава со неколку настапи. Еве сега месецот февруари исто така има доста значајни настапи, така да овој период, оваа година некако на мене почна одлично, меѓутоа на домашен терен повеќе. Поголемите патувања и подалечните патувања се оставени оваа година да бидат во втората половина од годината или после летниот период. Овој период еве ќе бидам во Македонија, каде што ќе има доста настапи ширум целата држава, а исто така и еве покасно ќе разговараме за наредните планови кои што ќе треба да бидат реализирани. Јордан, после колку време сте за божикните празници во својата родна земја? Па не се сеќавам точно кога бев последен пат дома. Меѓутоа, како оди времето, на некој начин можеби јас не сум стар, меѓутоа како одат годините, се повеќе и повеќе сакам да слободното време и тоа време што е, да речеме, најдрагоцено за сите нас, поготово за празниците, да го поминам со фамилијата. Некако последните 10 години ми беа доста турбулентни. Многу настапи, поготово за сите празници, бев надвор и некако сега ми фали таа семејна атмосфера да едноставно за празниците бидам со моите. Иако тоа ретко се случува, меѓутоа еве оваа година за Бадник бевме заедно, Божик исто така. За првиот ден Божик имав на 7 јануари настап во Пловдив во Бугарија. Но секое слободно време сакам да го искористам со фамилијата, бидејќи тоа е едно време кое што е најскапо, најдрагоцено и кое што не може ништо да го замени, поготово како животот ве носи во поголеми подлабоки води кај што се занимават, кои што се окружени со многу луѓе, со многу работа, секогаш некаков семејството најмногу недостига и се трудам, еве сега од кога веќе поставив одредено ниво во мојата професија и во мојата кариера, да малку и поминам време со фамилијата. Одлично. Дали вие од група Милениум, како член и сите членови, бевте за празниците дома и имате време да посветите на фамилијата? И ние за новата година бевме за фатење, ама за разлика од гостите на домашен терен бевме во Охрид, во хотел Кеметица. Си поминавме супер. Време за фамилијата секогаш. Наоѓаме ние да се дружиме заедно и фамилиарно и секако. За празниците за Стара Нова година исто бевме во Охрид, инаку за Божик во домашна атмосфера. Прославивме празникот со фамилијата. Колку е важно да може да се направи никако да се спојат фамилијата, семејството, своите домашни обврски и сета таа кариера која што ја градите? Дали може никако да се спојат тие две работи? Дали исто може да се посветите и на семејството и исто да се посветите на кариерата? Па се може, мислам, ако се сака. Сега треба нормално да има домашните разбирања за нашата професија, за нашата работа, дека некој за најголемите празници, за тие празници кога семејството се собира, ние мораме да бидеме отсутни. Ама сега тоа сме се определиле за оваа работа. Еве нашите сопруги, да речем, и пред да стапиме во брак знаеа со што се занимаваме, тие веќе го имаат тоа прифатено. Така да. Колку ви е важна поддршката од вашите сопруги, веќе кога ги вашите мислам за сите членови? Да. Па добро, важно е секако поддршката, не само од сопругите, од сите наши роднини пријатели. Се радуваме кога тие ја следат нашата работа, ќе ни се јават, ве гледавме таму на таа телевизија. Тоа секако дека ни значи, ни дава поттик за понатамошна работа. Анита, вие сте една од ретките пејачки колку што го пласирате јавниот живот низ медиумите, така и го пласирате и приватниот живот, никако не го криете. Зошто е тоа така? Па не го крием заради тоа што нема причина да го крием. Значи, кога двајца возрастни се сакаат, зашто да ја кријат својата љубов? Нели, нема причина да се крие таа љубов.
Нормално и не ме представува никаков проблем, ниту влие на мојата работа, сето тоа, приватниот живот си е приватен живот, работата си е работа, ако си ја работиш твојата работа професионално како што треба, нема никаков проблем. За сите оние што не знаат, Анита има момче кое што исто така се занимава со музика. Со музика, да. И сигурно сум дека имате Па да, поддршката имам поддршка, да, нормално, безпрекорна поддршка од него и секако имаме и заеднички настапи, така да одлично функционираме. Се разбираме сепак. Колку прифаќа вие да заминате и да седите месец и половина некаде во друга земја? Како тој дел се го прифаќа Дино? Па го прифаќа, нормално го прифаќа, бидејќи работи тој истата работа. Нормално дека е тешко, нели? Туѓената си е туѓена, тешка е, меѓутоа тоа не е нас работа и тоа е само некој одреден период од месец, месец и половина и се издржува. Колку мислите дека доколку би имале момче кое што не се занимава со оваа професија, би имале поддршката и би имале она разбирање кое што го добивате од вашето момче? Па не би рекла дека би го имала тоа разбирање, ако не се занимава со оваа работа. Дали може би имате некој од вашите колешки кој што има момче или сопруг кое што не се занимава со оваа професија и има навистина голем проблем да го свати сето ова и има проблеми кога сте заедно на турнеи? Так, знаеш Дали се како, случува Криси, тоа? едноставно тоа зависи од карактерот на човекот. Меѓутоа, ако станува збор за вистинска љубов, не би требало да има никаков проблем. Ако си има доверба, разбирање, нема да има никаков проблем. Сепак тоа е индивидуално, зависи до карактерот на човекот највеќе. И јас немам проблем, фала му на Бога. Така е. Да. На крај крајава и вие можете истиот проблем да го правите, бидејќи тој останува тука, вие Токму некаде така. одите и Да, обратно. Да, баш така, да. Јордан, дали ќе одбирате некоја личност да стои целиот ваш живот до вас, кое што ќе има разбирање или пак би поминале низ тоа да оставите кариерата настрана и да продолжите живот само за побавата, понежната половина, да се тргнете од оваа професија за некого? Па видите, според мојот, како што го водите, ве слушам внимателно, значи оваа професија не е толку страшна како да има некој кој знае каков живот, чуден, па сега тоа не може да се разбере, значи сите успешни луѓе без разлика дали е маж, жена, значи не само во музика, во било што, со било што да се занимава, значи тоа бара одземање на поголем дел од времето и посветување на работата. Јас имам моја братучетка која што често патува, па се занимава со друга професија, меѓутоа на многу семинари широм Европа, така да не е оваа професија нешто многу страшно, па сега не знам што колку животот е чуден. Значи едноставно одите на настап, си ја завршувате работата, после тоа се пакувате и се заминувате дома. Таа што ќе биде моја сопруга, значи Јордан не паднал од небото, па сега чека од кај излезе сега тој ваков. Значи јас сум таков скроен, јас со оваа професија се занимавам веќе доста години и таа што ќе биде моја сопруга ме има запознато како таков, некако не знам некоја друга професија, така да тоа сум јас, едноставно работата велат го краси човекот. А штом сте успешен во некоја работа, значи таа работа е дел од вашата личност. И ако некоја ве сака, тоа значи ве сака таков како што сте, нели? И така да нормално човек треба да прави одреден компромис. Претпоставувам не е така и во се исто и во брак и кога си ете сам или слободен. Меѓутоа сепак мислам дека не би требало да биде толку страшно, затоа што голем дел светски звезди и балкански звезди се семини луѓе кои што имаат сопруги, кои што имаат деца, кои што имаат кариери кои што траат многу години, по 20, по 30 години. И ете, погледнете ги сите балкански звезди, значи сите се семини луѓе, не е тоа нешто толку страшно. Така да претпоставувам и се надевам таа што ќе ми биде сопруга, ќе има разбирање за тоа, бидејќи јас живеам за оваа работа, освен што живеам од оваа работа, значи ова е нешто што на мене, ако направам одредена пауза, една недела, 2 недели, тогаш мене самата душа ми бара музика, ми бара публика, ми бара тој адреналин, бидејќи јас секогаш кога настапувам пред публиката,
не е само за финансискиот дел, туку едноставно јас уживам во тоа, мене тоа тоа е нешто кое што едноставно само јас знам како се чувствувам и едноставно мислам дека секој настап како да ми го продолжува животот. Одлично, затоа малку подосна, а сега јас би сакала да уживам во вашите песни, во вашите настапи. Дали ќе може? Секако. Čekam mila i peam, na bregот cel den dejam, svedoci se davite i sozite. Mi reče pa ke se vratiš, za mene vistinski patiš na razdelba. Plačeše i ime tu vaše. Milice moja, milice, ne roni sozi police, esenska ti ljubavice, vrati se nazad i sonce. Milice moja, milice, ne roni
a сега збогум ти велам, со тебе судбина делам. Сведоци се дагите и созиве. Ми рече пак ке се вратиш, за мене вистински патиш. Не дојде милице, назајди сонце. Милице моја, милице, не рони сози по лице. Песенска ти убавице, врати се назајди сонце. Милице моја, милице, не рони сози по лице. Песенска ти убавице, врати се назајди сонце. Ти знаеш, мила, те љубам, без тебе колку ке губам. Сведоци се дагите и созите. Ми рече пак ке се вратиш, за мене вистински патиш. Не дојде милице, назајди сонце. Милице моја, милице, не рони сози по лице. Песенска ти убавице, врати се назајди сонце. Милице моја, милице, не рони сози по лице. Песенска ти убавице, врати се назајди сонце. srce, ima duša, saka pesni da sluša. Da panza tropa, da se zaigra, raka za raka, igra Makedonija. Da panza tropa, da se zaigra, raka za raka, moja Makedonija.
Ovde pesnata nije ikona, južno sunce duša greje i od srce se peje. Tapan za tropa, da se zaigra, raka za raka, igra Makedonija. Tapan za tropa, da se zaigra, raka za raka, moja Makedonija. Zaigra, raka za raka, igra Makedonija. Tapan za tropa, da se zaigra, raka za raka, moja Makedonija. Пред краток временски период имаше мала забрана, односно проблеми со македонската народна песна и со македонската Општо со македонската музика. поп песна. Дали тоа влијаеше на вашата кариера, Јордан? Па добро, тоа не траеше, да речем, со години. Тоа беа неколку месеци кои што, ете, реално немаше кај да се пушти музика, не само македонска музика, туку можеше да дојде до степен да воопшто да нема музика. Сега одредени медиуми тоа го почитуваа, одредени медиуми не го почитуваа. Сепак тоа останува на институциите да си го решат како ќе го решат. Наше е да создаваме и да твориме музика и понатаму. И јас функционирав и во тоа време кога ете таа забрана постоеше. Иако и не беше толку страшно, бидејќи ете, јас имам слушано дека и доста колеги го делат истото мислење. И покрај тоа што нема, еве сега повторно е да речеме слободен етерот за пуштање на музика, значи македонската музика и не е толку застапена. Исто тоа го одговори и вашата колешка Адријана минатата сабота. Да, тоа е едноставно реалноста, значи мал е просторот кај што можеме ние да настапиме, да се слушне македонска продукција, воопшто, дали народна, дали забавна. И некако кога беше таа забрана, знаете, на човек кога ќе му забраните, тогаш на некој начин станува агресивен или револтиран, а ако ја тренете забраната, повторно како да и има забрана. Така да и не смени многу забраната, меѓутоа ете беше доста актуелна тие неколку месеци и мене ме радува што ете конечно може да функционираме по нормален пат, тие турбуленции поминаа и сега останува да институциите си го решат своето и јас верувам дека ќе најдат некој заеднички јазик, меѓутоа тоа не е доволно, значи и покрај непостоењето веќе на забрана, треба ние да се малку повеќе здружиме и да навистина да подразмислиме во која насока и како ќе се развиваме понатаму како естрада и како музика, бидејќи дефинитивно големите музички машинери, поготово од северот, овој наш македонски музички пазар го имат комплетно освоено и ние во нивни очи и во нивни продукции сме многу мали, многу сиромашни и дефинитивно мораме да поставиме еден голем филтер и да колку толку се издвои квалитетот, колку толку се прават квалитетни емисии, квалитетни песни, бидејќи само така ќе можеме барем малку да се приближиме кон останатите кои што еве и се самите гледаме дека се отидени многу далеко. Не сте вие единствениот кои што знае да се пужали на оваа тема, меѓутоа, ајде, што ќе превземеме?
И јас тука како нели, ја афирмирам македонската народна песна и вие како музичари и сите наши медиуми македонски. Кристи, јас минатиот пат кога ти бев гостинка, кажав кога би имало малку повеќе емисии како што е Фолк естраде, мислам дека работите ќе изгледаат малку попозитивно. Меѓутоа, за жал, на прсти се бројат таквите емисии и затоа е таква ситуацијата каква што е. Некако за нас фолк изведувачите некако има многу мал медиумски простор. Не знам зашто е тоа така. Кога би имало малку поголем простор, ќе бидат во некоја попозитивна насока, сите работи ќе се движат. Меѓутоа, мислам дека сите ние треба да се потрудиме тоа да функционира добро. Ама Иве, како вие ќе се потрудите покрај тоа што творите, што Нас ни преостанува само да снимаме, да твориме нови песни и тоа е тоа. Публиката мислам дека може, точно знае публиката што е квалитет и точно знае како сето тоа треба да изгледа. Меѓутоа, некои работи не зависат само од нас. зависат и од нас, телевизиите малку најмногу, повеќе да се емитува македонската народна песна. Ете, ние веќе функционираме година дина, Да. година и пол. Година и пол, да. И јас сум навистина задоволна од сето тоа што го постигнуваме, меѓутоа мора нешто повеќе да се направи. Што мислите вие, како да се афирмира македонската народна песна? Па, еве да се надоврзам на мојабетот претходно. Не дека сега од кога тргна забраната, што рече Јордан, се преплавија медиумите од македонска музика, скоро исто пуштаат колку што беше и забраната. А од друга страна па кога гледаме во соседството за каква продукција се работи, сите тие шоуа што ги прават, нема зошто му се љутиме ние на народот, зошто ги слуша нив, а не слуша нас. Затоа што сме на многу пониско ниво од нив. И сега како да се подобри тоа, само со квалитет. Дали мислите дека тие се многу поквалитетни од вас како музичари? Јас тука не би се сложила со вас. Има и И јас тука не се квалитетни, јас не реков дека ние не сме, мислам, македонската страна не е квалитетна, другите се квалитетни. Не се работи за квалитетот кај музичарите, туку најмногу мислам на таа продукција. Еве, земете од која сакате соседна земја, не е битно, гледајте ги тие шоу што ги прават. Мислам, ние сме Многу милион далеко години од тоа. зад нив и сега тоа сега треба да се го признаеме ние. Како што реков, само ако одиме со квалитет, а не со квантитет, ке можеби ќе стигнеме, не знам, до некаде, ама за сега сме многу далеко. Јордан, сакавте нешто да кажете, јас ве прекинав не сакајки? Да, па јас на оваа тема имам доста да кажам, меѓутоа, повторно ќе се вратиме во круг, можеби, едноставно мора да бидеме поквалитетни во секој поглед, и само така ќе можеме да одиме напред. Значи, во професионализмот нема експерименти, нема нешто што, ајде, ќе помине, или е добро или не е добро. Мора да биде направено се под конец и мора интерпретаторите, авторите да работат на себе константно да се докажуваат, константно да држат ниво и со секој следен чекор да бидеме секогаш подобри од претходниот. За жал, ние сме, ако една утакмица трае 90 минути, значи не сте добар играч ако вие првите 10 минути, 15 минути играте многу добро, а после едноставно ви дадат 20 гола. Значи многу е важно целата таа утакмица која што трае 90 минути да играте до крај и до крај да бидете нели машки да издржите и да покажете добра игра. Така и во фудбалот, така и во било кој спорт, така и во било која професија, така и во музиката. Значи мора константно да се биде од добар подобар. Од секоја година ние не треба да измислуваме топла вода, значи погледнете ги балканските звезди. Тие со секој нареден проект се поголеми, со секој нареден проект се попрофесионални. А дали се поквалитетни? Па што модат напред сигурно се поквалитетни. Или едноставно ние сме научени дека треба да ги слушаме тие песни и дека тоа ни се промовира, ние тоа го прифаќаме? Не. Значи, штом човек нема ниту еден успех случај. Значи, може да ви се случи моментално некој успех, меѓутоа ако вие тоа константно го потврдувате,
Значи, вашиот успех не е случаен, туку тоа е со работа, со докажување и со квалитет. Така да штом тие имиња константно функционираат, константно дават квалитетни концерти, квалитетна музика, квалитетно видео, квалитетни интервјуа, значи тоа станува збор за големи професионалци кои што тие секогаш се надградуваат во било кој смисол, како интелектуално, како музичари, како луѓе. И мислам дека тоа кај нас фали. Значи, ние имаме многу звезди кои што ќе блеснат и од кои ќе блеснат после Ги снемува за тоа што доаѓаат до некој комфорт кај што мислат дека ете сега демек треба сега сите да се поклонат и не знам што. Значи, секое чудо е за 3 дена. Вие може да направите кој знае како голем резултат. Еве гледаме сега има доста шоу кај што стануваат луѓето од звезди за еден месец. Значи, со тие големи машинери за еден месец ве прават балканска звезда. Меѓутоа исто така истите тие луѓе за еден месец ги снемува како да не постои. Така да многу е важен континуитетот и тој континуитет, таа трка да биде секоја година поквалитетна, подобра и ако тоа оди колективно заедно, тогаш ќе можеме комплетно да одиме. Ние како поединци можеби ќе се издвоиме. Меѓутоа колективно сме многу слаби, многу неорганизирани и тоа не се одразува само на музиката, тоа се одразува погледнете го нашето општество и ќе ви стане се јасно. Може би патот до успехот не е толку тежок колку што е тешко она место како успешен да го задржиш. Да, патот до успехот не е можеби толку тежок. Тој е на некој начин пак некоја звезд да успееш на некој начин. Меѓутоа местото како успешен е многу тешко да го задржиш. Пред да се вклучат камерите, малку си направивме муабет, односно тоа беше во Македонија не се прави разлика за помеѓу квалитет и она што не е квалитетно, зошто е тоа така? Не знам зашто е тоа така. Едноставно, ете, да не бидам малку погрешно сватена од мои колеги или колешки, меѓутоа некако дојде времето денес сите да земат микрофон да пеат, сите зема сајзери со фајлови пуштаат, значи никој не свири во живо и сите се музичари, сите се пеачки и едноставно сакаат на некој начин, не знам како да кажам, за секој има работа доволно и секој си вреди на свој начин, немам значи никаква предрасуда, меѓутоа не може да се споредуваат со некој што вложува во себе, снима, оди по турнеја, сака да земат ист хонорар како и тој изведувач. Значи тоа е малку неблагодарно, сепак секој треба да знае кај му е местото. Во однос на тие работи малку мислам дека имам право да го искоментирам тоа. Сум изреволтирана зашто е тоа така. Ми е мило, значи за секој да функционира добро, за секој да има работа. Баш ми е мило и мило ми е кога излегуваат нови имиња, нови таленти, секоја чест. Не можам да кажам дека не се квалитетни, меѓутоа повеќето се неквалитетни, според мене. И мислам дека треба да има некоја граница и сето тоа да оди скала по скала. Јас значи пеам од прилика 15 години, нормално јас не сум од вчера. Меѓутоа јас од почетокот сум била нешто како тие сега. Меѓутоа тоа оди нормално чекор по чекор, не може да се споредуваат со некој што оди по турнеи и да го земат истиот хонорар. Секој си вреди на свој начин. Тоа сакам така, дали да го искоментирам. само ние во Македонија не знаеме да го направиме тој ранг, Да. а надвор се прави тој ранг. Надвор И секогаш некако ги избираат, се знаат кои личности одат на турнеи. Така е. Барам кај нас во Македонија. Дали сум во право? Се знаат, некој се пејачи само за тука, некој се пејачи и за тука и за Токму така, надвор. кога станува збор за турнеја, не може секој да отиде и вистина од македонските изведувачи, верувајте ме дека се бројат на прсти кои што одат на турнеи, имаат успешни турнеи и секоја чест за сето тоа. Да. повелете. Сега да не испадне само дека критикуваме тука. Еве, јас предавам во музичко училиште и навистина имаме големи таленти и како инструменталисти, и како пеачи. Не дека немаме таленти, повторно ги речам, може и да се гордееме со луѓе што направиле нешто. Еве, дај Боже, како Јордан, како Нета, да има што повеќе луѓе што ќе прават хитови, што ќе бидат слушани. Нас, еве, како оркестар, навистина ни е мило кога по тие фамилиарни веселби ни бараат наши македонски песни, ново компонирани хитови, не само оние народни песни што ги знаеме. Навистина ми е мило за тоа, ама
Како што рече ја Анета, напростина како се бројат изведувачите и оркестрите кои што прават квалитетна музика. Дај Боже велам да ги има повеќе, ама пак ќе речам не е само до талентот. Имаме ние талентирани луѓе. Наистина имаме талентирани луѓе. Само медиумски мислам дека не сме Ние сме криви. Не. Мислам, вие не сте криви, ве правите мисли. Тие што не прават, тие се криви. Ама од друга страна пак ќе речем, она што не бомбардира од соседството е многу поквалитетно и за сега ја губиме тука битката. Значи, талентот не е само доволен за да успеете, има многу талентирани луѓе кои што се занимаваат со скроз друга професија, а се талентирани многу за пеење. Значи, такви луѓе запознал доста кои што пеат фантастично. Како јас, на пример. Да, како тебе. Не е доволен само талентот, значи човек мора да има прво голема желба да успее. Второ, во таа желба која што сака да успее, значи мора да биде константно упорен, тоа што кажа. Константно да се борите дури во тешките времиња, бидејќи патот до успехот, кажа Анета дека не е толку тежок. Патот до успехот е тежок ако сватите дека целиот живот треба да бидете успешни, а не само неколку месеци или една година. Значи, за мене големи победници се тие кои што успеале во животот на долги стази, на кратки стази, како што кажа, секој може да успее на ваков или онаков начин, поготово во нашата држава, каде што секој со некого се знае, па знаеш моето дете, дај ќе го турнеме или не знам како. Меѓутоа, ако ова работа сте ја сватиле сериозно и ако вие од оваа работа треба да живеете, тогаш ќе се соочите со секакви луѓе, и со луѓе, и со нелуѓе, и со пријатни ситуации, и со непријатни ситуации. Некој ќе ве сака, некој ќе ве критикува, некој ќе ви прави добро, некој ќе гледа да ви направи лошо. И само љубовта кон својата работа, вербата во себе, визијата за тоа каде треба да бидете вие за одреден период, само тоа ќе може да ве носи напред, како било случај со мене. Значи, јас сум имал и многу пријатни моменти, меѓутоа сум имал многу непријатни моменти, бидејќи не сакат сите да ве видат на добро, поготово тоа е доста карактеристично за нашиот менталитет. И не сите луѓе се едноставно добро настроени према вас. Има луѓе кои што ќе ве сакаат за тоа што вредите, има луѓе кои што нема да ве сакаат за тоа што вредите, или па за нив нема да вредите. Така да мора човек да има пред се голема љубов, голема верба, мора да има талентот е на прво место, меѓутоа мора да биде човек многу упорен, поготово во тешките моменти. Како што спомнавте, има луѓе кои што ве сакаат, има луѓе кои што не ве сакаат, јас ве сакам и затоа сега сакам да чујам песни од вас. Дали ќе може? Затоа сме да видим. Dame
svato. Staro svate, pesnava za tebe, napišana po tvoj odmenak tu stisana. Staro svate, pesnava za tebe, od srce ispejana, na zdravi soluta grejana. Sviraći ti sega na hiti, to iskonski naši adeti. Sviraći ti sega na hiti. Staro svate, pesnava za tebe, napišana po tvoj odmenak tu stisana. Staro svate, pesnava za tebe, od srce ispejana, na zdravi soluta grejana. Staro svate, pesnava za tebe, napišana po tvoj odmenak tu stisana. Staro svate, pesnava za tebe, od srce ispejana, na zdravi soluta grejana. Od goruva, ritamot ubiva moje ovoj podiju. Pijani pogledi se lepat na mene, a ja spod tebe gubam Dobar si, nema što ke pominam na crveno, a pametam mi veli stop, 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 stop. A igram veke so tebe, stop, te dopiram s usni bez stop. A ne znam što je to, a ne znam neka greška si, odlično mi je stop. A igram veke so tebe, stop, te dopiram s usni bez stop. A ne znam što je to, a ne znam neka greška si, no odlično mi je.
igram veke so tebe. Stop, te dopiram se usni bez stop. A ne znam što je to, a ne znam neka greška si, odlično mi je. Stop, a igram veke so tebe. Stop, te dopiram se usni bez stop. A ne znam što je to, a ne znam neka greška si, no odlično mi je. Igram veke so tebe. Stop, te dopiram se usni bez stop. A ne znam što je to, a ne znam neka greška si, odlično mi je. Stop, a igram veke so tebe. Stop, te dopiram se usni bez stop. A ne znam što je to, a ne znam neka greška si, no odlično mi je. Ви благодарам уште еднаш на убавите песни. Вие сте луѓе кои што постојано работите и постојано творите, постојано снимате. Што га се случува следно кај вас? Па, следно, вториот албум ни е при крај, уште една-две песни така. Исто така имаме уште еден проект, обработка на стари македонски песни, нешто во нов аранжман. Продолжуваме со работа, со тие веселби, концерти. Се надевам дека ќе видиме уште многу пати ваши гости. Ќе имаме гостување по телевизии. Досега морам да кажам дека во Европа сме биле на турнеја, ама преку океанот досега никаде не сме биле. Па еве така како една желба во година да гостуваме и ние како вашите гости, било во Канада, во Америка, Австралија. Затоа што Имате благослов. еве Јордан не пушта на негово место во Австралија. Јас можам да ви кажам дека сигурно сега ве гледаат машинците од Австралија и сигурно сум дека ќе има некој повик после оваа емисија. Анита, што ќе се случува? Што ќе се случува е во оваа емисија гледачите на Фолк Естрада има можност да ги слушнат моите две нови песни. Едната е под наслов Стоп, музиката и аранжманот се на Дијан Момировски. Тие ги слушнаме на крај, ќе може Така, ли? на крај, значи снимани во XL студио Момировски, текстот е на Љупче Василев, а другата песна е нели веќе на вам сите добро позната и изворна стара песна од егејскиот дел на Македонија, Море чупи костурчанки. Да. Една од поубавите македонски песни, според мене. Да, ја сакам значи таа песна уште од мала и викам, ако снимам веќе нешто со таа песна, да го скршам ледот на македонски стари изворни песни. Инаку ново, нормално имам и друга нова песна, меѓутоа таа сакам да ја промовирам со видеозапис. Таа е со печалбарска тематика. Песната се вика На два дела, насловот на песната е На два дела. Инаку следно ново, настапите се секако. На 4 март гостувам во Дизелдорф заедно со Алегро Бенд. Поводот е Денот на жената 8 март. И тоа е тоа. Нормално, веќе почнувам нели со закажување на семејните свадбени веселби летниот период. Тоа е од прилика. Одлично, веќе имате доста цели кои што треба да ги Токму остварите, така. планови за оваа 2017. Се надевам година. дека сето тоа ќе се оствари. Јордан? Јас планирам ова година да се оженам. Леле! Ова намерно ми го кажа. Сега Не е затоа што- намерно, јас ова година ќе се оженам. морам Ова да е се со оженам. план. Да.
Дали знаете Сега, колку време имаш му зборам? некој прашање? Гледам Да, сега. многу прашања имам. Ова Без сега да го шахмат. прашаш. Да. А јас сега викам, нема шанси да му спомнам на Јордан женидба. Не е тоа дека од кога сум можев не мислам веќе на башање на женење. Добро. Да. Значи тоа е нешто во многу планот за оваа убаво. година, да, навистина Требаше така е. првен да изненадиш Јордан, да. Ама јас не кажав кога, јас се го планирам. А кога е ова година Сега ќе ви девојчето ќе кажам. се спрема, ќе Ова бира е фустани. почеток на годината, има време до крајот на 2017-та, Ќе нели? бира Има уште фустани. 10 месеци. Се зафракава. Меѓутоа во секоја шала има половина. Половина, тоа значи дека ќе се случи. Значи на приватен план женидбата. Да. Поголемите турнеи значи остануваат во втората половина од годината. Јас во минатата година не снимив ниту една нова аудио песна, не иако ете имам доста белешки кои што и планови како треба да изгледа мојот следен албум. Меѓутоа минатата година се посветив на снимање на неколку видео спотови кои што едноставно во последното CD имаше според мене доста убави песни кои што заслужуваа квалитетни видеа и бидејќи во изминатите години се направив доста аудио песни, сакав една година така да не снимам ништо аудио, само да се посветам на видео материјали и на тој начин да соберам нова инспирација, нова сила, нова енергија за следниот албум кој што треба оваа година да веќе да влезам во студио и да го снимам песните. Отприлика имам одредени планови како треба да изгледат, како треба да звучат. Некаде кон месец март, еве за еден месец, значи планирам да влезам во студио и полека да го работам новиот албум кој што ќе биде 7ми поред аудио албум во мојата кариера и се надевам до почетокот на летото ќе го завршам. Летото ќе биде доста напорно. Ако правам свадба ќе ја поканам. Јас ќе дојдам. Ете, официјално можам да кажам дека турнејата за Австралија е договорена во месец октомври. Од 1 октомври веќе заминувам на едно 4-5 недели во Австралија по 9-ти пат. Ова ќе биде 9-та турнеја по мојата сегашна кариера во Австралија. И ќе има доста, се надевам, само убави моменти во 2017 година. Имам јас голема одговорност према мојата публика и према македонската фолк музика и ќе се трудам тоа досега што го имам направено и таа доверба која што ми има дадено публиката на сите мои настапи и тие аплаузи и понатаму да ги одржам и да ги оправдам. Одлично. Албумот, како и претходниот, ќе биде ваш текст, ваш аранжман, Да. целосно Да, исто ваш. така, еве, во план е, така имам одредени преговори да, освен досега тоа што веќе константно го работам, нели, и е некој препознатлив стил за мене, сакам да направам така еден мал поголем скок и да Јордан Митев настапи заедно со некоја балканска звезда во дует, иако не се договорени сите детали, како, што и со кого и со која, веќе сме во одредени преговори и јас се надевам дека до почетокот на летото ќе го реализирам тоа. Не ви откривам од каде ќе биде името и презимето. Тоа не е фер. Сакам да направам еден спој кој што мислам дека ќе биде доста интересен. Ако не го направам првата половина од годината, повраќањето од Австралија сигурно ќе го направам тоа. Ќе биде нешто многу интересно. Супер, ништо многу Но тоа ќе убави биде работи. повод за Да. нашето наредно видување повторно на овие во ова студио за да има што да разговараме, нели, како ви кажам, сега наредниот пат кога ќе дојдам ќе треба да кажам. Само ќе ви едно кажам. прашање морам Нема да што поставам кажам. и да ми го одговорите. Повеќе. Дали Јордан Митев ќе запее на некој друг јазик? Не. Јас ќе Добре. си останам доследен на македонската музика, на македонскиот јазик, но неколку пати имам кажано, на македонците им требаат лидери вистински во секоја професија, вклучувајќи ја и музиката, поготово фолк музиката. Нашиот народ сака да види наши препознатливи брендови со кои што ќе се гордее. Тоа беше мојата цел
Јас прилично успеав во таа цел и се надевам уште повеќе ќе го запечатам тоа име и презиме кое што веќе внимателно го градам. Еве ова е 12-та година. Полека доаѓаат и моите 15 години кај што повторно ќе биде заокружено со некој концерт, меѓутоа да сме здрави и живи. Само да ме одржи ентузијазмот, публиката е со мене и ме радува што секогаш со секој изминат ден се повеќе луѓе се приклучуваат кон мојата работа, кон мојата фан страна која што веќе достигнува повеќе илјадници луѓе од секаде и ме радува што добивам коментари од луѓе кои што не се слушатели на фолкот, меѓутоа сепак наоѓаат нешто да квалитетно во таа моја музика која што работам и тоа ми е навистина голема мотивација да и потврда дека сум на вистинскиот пат и ќе останам доследен на тоа. Значи останувам доследен на македонската музика. Можеби ќе направам некој спој, меѓутоа Кој може, меѓутоа не сакам да ве чујам да пеете нешто друго. Не, апсолутно. Бидејќи јас ве знам, Јордан Митев е тој кој што на своите настапи неговиот репертоар е само македонско и навистина посакувам да останете достоен на тоа. Апсолутно ќе останам доследен на тоа, бидејќи јас сум така најуспешен. Едноставно, сето останато што ќе го направам, ќе биде некој експеримент кој што може само да ми донесе, мислам дека одредени негативни поени. И јас така мислам. Да. Така да знаам и јас мислам дека треба. Треба да си останете. Анита, како што еве сега споминавме, Јордан Митев е репертоарот на македонски јазик. Му е дали вие знаете да измишате некоја српска песна да ставите во на настапите јас имам мешан репертоар. Српско, дали тоа е затоа што така тоа го бара вашата публика? Да, бидејќи тоа го бара мојата публика, меѓутоа има на пример семејни веселби или некој настап каде што ние на некој начин од самите домаќини си е тоа побарано да има само македонски репертоар. Нормално нивната желба е наша заповед, треба да бидат задоволни и на тие настапи се песала македонска музика. Меѓутоа, значи во глобала моите настапи се со мешан репертоар. Како е кај вас? Па добро, ние бидејќи често настапуваме на тие фамилиарни веселби, морам да кажам дека во последно време се повеќе народот слуша македонска музика, се повеќе ни бара македонска музика, како што кажа Анета, имаме и српски, бугарски, сме вадели, грчки, албански, секакви песни, во зависност од тоа што сакаат домакините на таа веселба. Меѓутоа, велам во последно време имам и барање 100% да биде само македонска музика на таа веселба и тоа навистина не радува. Дај Боже да е така. Во репертоарот имаме доста песни и од Јордан и од другите наши познати естрадни уметници. Велам се што е добро и квалитетно, народот сака да го слуша. Нема врска дали е на македонски или на друг јазик, ако е квалитетно, ако е музика, така. Да. Меѓутоа велам, нас ќе нарадува ако имаме што повеќе македонска музика, македонски хитови, македонски изведувачи. Супер. Јас посакувам секоја желба да ви се оствари и сте оно што сте го зацртале за 2017 да ви се оствари. Јордан, вас ви посакувам албум, нови песни и, како што се кажавте на приватен план, да правиме свадба. Ќе ми дадеш на свадба? Витово. Ќе ви ја водам свадбата. Може ли така? Може. Драги мои, тоа беа Јордан Митев, Анета и момчето од група Милениум. Вие повторно во сабота во 15 часот и 30 минути уклучете го телевизорот на Сител Тројка, бидејќи ќе слушате убава македонска песна, слушате македонска музика и се гледаме повторно. Довидување до тогаш. Целиот свој живот сум напечал
Kako si se šetam po planinite, Stogovo i Krčin, ej na trevište. Kako si se šetam po planinite, Rostuše i Bistra, Lazaro pole. Majovci do reka neka se čuja, pesma naša da se pe od duša. Svadbi naši deca neka se prava, aj da dade Gospod nazad da se vrata. Sekoj den mi je, majka mi da vidam, da izraduvam, duša da si smiram, da izlekuvam, reka svoda vidam i da živejam, duša da si smiram, da izlekuvam, mavro svoda gledam, da se raduvam. Majovci do reka neka se čuja, pesma naša da se pe od duša. Svadbi naši deca neka se prava, aj da dade Gospod nazad da se vrata. Majovci do reka neka se čuja, pesma naša da se pe od duša. Svadbi naši deca neka se prava, aj da dade Gospod nazad da se vrata. Uče srce moje te čeka, večno da sve zajedno doveka. Dojdi mi raka, podaj mi i ne odisi. Uče srce moje te čeka, večno da sve zajedno doveka. Dojdi mi raka, podaj mi i ne odisi. Verovaj jas nikoga, što ne ni pomisli, od njeme sagaš, ti so pogled se mi kaža, so tvoj te oči ubavi na srce mi. Te sakam jas, te sakam jas, umiram za tebe, veruvaj mi. Mangala dug, mangala dug, česneja, druge sve sakam. Te sakam jas, te sakam jas, umiram za tebe, veruvaj mi.
Gece smeja, druge sme sakam. Te sakam jaz, te sakam jaz. Umiram za tebe, rugaj mi. Mangava tu, merhaba tuke, mangava tu. Pod zastavom